На 26 декември премиерот Христијан Мицкоски лајкна видео на Инстаграм, за кое авторот Мохамед Алабар во описот напиша: Северна Македонија, земјата на Александар Велики. Нација со горда историја, обликувана од реки, планини и плодни долини. Дефинирана пред се од топлината и гостопримството на нејзините луѓе. Мохамед Алабар е човекот во средината. Станува збор за милиардер од Обединетите Арапски Емирати. Во регионот познат како инвеститор во проектот Белград на вода. Десно од него на видеото е Сашо Марковски, советник на премиерот за надворешна политика. Од видеото лесно може да се заклучи дека Алабар се шета по Широпсока, во Битола. Следуваат фотографија од Охрид, фотографија од Матка и фотографија од старата Скопска чаршија. На 24 декември пак, исто така на Инстаграм, видео со Алабар објави ресторанот Салваторе од Скопје. Датумот на чинијата на која бизнисменот остава посвета е 23 декември. Видеото на скопскиот ресторан завршува со пораката: Чест е да се угости еден од најголемите светски визионери, господинот Мохамед Алабар, основач на MR Properties и Eagle Hills. Сумирано, двете видеа покажуваат дека Мохамед Алабар бил, во најмала рака, во Скопје и во Битола, дека најверојатно бил во земјава повеќе од еден ден, дека бил во придружба на владин советник и дека посетата не поминала незабележана и од премиерот. Затоа и првата адреса на која се обративме беше владата. Прашањето број 1 гласеше дали Алабар имал средба или состаноци со владени представници. Не добивме одговор за секое прашање одделно. Ова е текстот од првиот параграф од владината служба за односи со јавноста, за кој само може да претпоставиме дека се однесува на нашето прво прашање. Во врска со вашите прашања, ве информираме дека како влада сме целосно фокусирани на зголемување на инвестициите во сите области и водиме дијалози со инвеститори од сите држави, вклучително и со Обединетите Арапски Емирати. Кога ги поставивме прашањата до владата, имавме во предвид повеќе околности. Во април 2025 година премиерот Христијан Мицкоски предводеше владина делегација во Обединетите Арапски Емирати. По завршувањето на посетата, изјави дека има сериозен интерес за инвестиции од оваа земја, од која патем потекнува Мохамед Алабар. Проектите за кои што разговараме се проекти на постоечки локации веќе изградени во Охрид, односно откуп од собствениците, две нови локации, но поради ограничувањето од УНЕСКО тие не можат да ја видат својата полна, би рекол, полн капацитет, мораме да го пазиме тоа. Попова шапка, ски центарот, локацијата кај касарната за лендмарк, за објект кој што ќе биде не лендмарк само за Скопје, Македонија, туку би рекол регионот, Чебрени гариште, но и друг тип на објекти, како што се нови соларни и нови ветерни централи, се проекти за кои што веќе има фоллоуап од нашата посета и веќе се разменуваат со институциите од тука податоци. Очекувам од овој инвестициски бран помеѓу 2 и 3 милиарди евра за Македонија. На почетокот на декември пак, во посета на Емиратите беше министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Гостувајќи во 360 степени пред Нова година, го прашавме зошто во периодот меѓу неговата и посетата на премиерот јавноста не слушна ништо ново за најавените инвестиции, вклучувајќи го и така наречениот лендмарк во Скопје. Муцунски одговори дека во моментов земјите разговараат за два документи. Првиот договор е договор за стратешко партнерство кој што ќе ги олесни меѓусебните инвестиции. Тоа не би олеснило само инвестиции од таа држава кај нас, туку и наши потенцијални инвестиции таму. А втор договор за кој што дискутираме е договорот за слободна трговија. Тоа не се договори кои што се лесни да се усогласат, бараат време и клучен предуслов за реализација на дел од тие инвестиции кои што ги најави и премиерот, а за кои што има, јас би ви кажал, огромен интерес, и тоа не само за инвестиции во Скопје, туку и за други градови во државата. Тука би се воздржал од дополнителен коментар. Муцунски не влезе во подробни објаснувања за најавените проекти и на дополнителните прашања, но додаде: Прво, јас сум убеден дека со Обединетите Арапски Емирати ќе има конкретна соработка. Второ, тоа што би можел да ви го кажам е дека ваков тип не само на држави, туку корпорации од ваквите држави
не носат одлука денес да инвестираат утре. Тоа е сложен процес на носење на конкретна одлука за инвестиции. Зошто е потребно прво да се подпише договор за стратешко партнерство со Обединетите арапски емирати, иако инвестициите потоа би дошле од приватни компании? Е прашање кое подолго време го поставува дел од јавноста во соседна земја. Тоа сепак и не е најважното прашање во Србија. Таму, токму Мохамед Талабар е човекот од Емиратите кој инвестираше во проектот Белград на вода, но не сам. Државата му го даде земјиштето без надоместок на 99 години, во замена за 1/3 од сопственоста на фирмата која го гради стамбено-деловниот комплекс. Бизнис логиката е државата да добива 1/3 од профитот, ако го има. Еден од најголемите принципиелни проблеми е што владата, која има обврска да бира изведувачи на јавни повици, е дел од компанија која не распишува тендери. My question is, if you don't have public tender, and you said, when we ask our government, how do they choose the companies? Because Which we companies? see that construct the Belgrade waterfront. I'm managing everything. Okay, When I manage, we have a committee. okay, I understand. The government committee sit with us. Okay. We put the tender, we send it to 6-7 companies, and people who are watching me, who understand construction, when you do tender, you cannot go, you have to get good quality construction people, which is not very easy, by the way, but all local people. They all submit prices. And every building we do go again. And then you'd be this contractor, that contractor, they're all working. It's as simple as, and by the way, please trust me, I do this in every country. Our state has a piece of this business. We gave land, we invested something. You have to recognize this. And when you choose companies, when we ask government how the companies are chosen, they say you ask investor. And I'm asking you because, Yeah, please, ask me. there is a room in this whole construction that privileged company can get the job. So Not with on me. this- not with you. Okay, thank you very much. Never. Okay, In Dubai, That's in enough. Egypt, in India, okay. and ask about me. Don't listen to me, you ask behind me, check, I checked. please. I checked. Во сторијата на српската телевизија Инсайдер, која и го направи интервјуто со Мохамед Талабар, се вели дека 100 метри од границата на Белград на вода, тој планира уште една инвестиција. Владата на Србија во мај 2024 година подпишала договор со Affinity Global Development за ревитализација на војниот комплекс каде се наоѓа зградата на Генералштабот. Таа е делумно срушена во бомбардирањето на НАТО и доскоро беше споменик на културата. Проектот требаше да биде заедничко вложување на Мохамед Талабар и зетот на американскиот председател Доналд Трамп, Джаред Кушнер. И во тој случај, објави Инсайдер, државата ја дала локацијата на закуп без надоместок. Инвеститорите требаше да градат стамбено-деловен комплекс и уште една кула, Хотел Трамп. All we know about this project is from what politicians in Serbia told us. We didn't see the contract. The contract has been signed. So can you tell us how much you're planning to invest and what will be obligations of Serbia? You Actually, don't know it's too this. early. It's too early. Okay, but the contract has been signed. Actually, I think it's signed with the Kushner Okay. Foundation. Okay. Sorry, not foundation, but Kushner Yeah, I know organization. the yeah. affinity Yeah, yeah, partners. yeah. I know. Yeah. In this case, you're also getting land for 99 years without the fee. Would you do this project if you had to pay for No, the don't land? say without a fee. But compensation. how? Because I How? have to explain to the public. Okay, please do Yeah. so. See, in the basic simple model, when there is a land, you have two choices. You either buy the land and pay you whatever, or you take percentage of profit. There are two ways to do this. The smart people, and they do this in Dubai a lot, they take percentage of profit. Why? Because land value today, maybe it's here. When you build the building, land you goes up. So percentage of profit is always better for you. Едночасовната емисија на телевизијата Инсайдер беше емитувана пред еден месец, но интервјуто со Мохамед Талабар е снимено во мај 2025 година. Во периодот меѓу снимањето на интервјуто и емитувањето на емисијата, српското обвинителство поведе истрага, а потоа и поднесе обвинение против тамошниот министер за култура Никола Селаковиќ, директорот на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата и две други лица затоа што незаконски ја укинале заштитата над Генералштабот, без што на локацијата не можеше да се гради.
Компанијата на Кушнер веќе се повлече, а од Eagle Hills пренесува инсайдер, им одговориле дека во моментов нема да коментираат. Имајќи го предвид начинот на водење бизнис во Србија на Алавар и неговата посета на земјава, 360 степени ја праша владата и дали веќе е почната соработка со него. Потоа, дали се разговара за некои од проектите што ги спомена премиерот по посетата на Обединетите Арапски Емирати. И ако има напредни разговори, по кој модел ќе се работи. Ова е, интегрално, целиот преостанат одговор од владата. Нашата цел како влада е да ја позиционираме Македонија како стабилна држава со предвидлива економија и влада која е партнер на бизнисот, се со цел обезбедување подобар животен стандард за граѓаните. Во овој момент не би изнесувале повеќе детали и информации, но за секој поединечен напредок во однос на нови можни инвестиции, јавноста навремено ќе биде информирана. Локацијата на потенцијалниот така наречен лендмарк во Скопје, близу касарната Илинден, е овој простор. Се наоѓа меѓу новата клучка кај локацијата Момин поток и булеварот Словенија. Општината Карпош има донесено детален урбанистички план за локацијата уште во април 2021 година. Таму требаше, но не се оствари, најавената инвестиција на актерот Џон Малкович. Луѓето околу него бараа, но не добија статус на стратешки инвеститор, што со себе носи бројни поволности.